Мандаторот и премиер пред избор Димитар Ковачевски најавува значаен економски раст и влез на нови и силни странски инвеститори во услови на пандемија и неизвестен енергетски пазар. Со посветена работа и вистински економски политики очекувам континуиран раст на вкупната економија од 4,6 до 5,9% годишно. Аналогно на ова, Ковачевски предвидува и раст на платите и пензиите, што според него е клучен предизвик на новата влада. Понатаму ќе продолжиме со зголемување на платите и пензиите. Согласно анализите, просечната плата ќе надмине висина од 500 евра месечно и ќе продолжи да расте. Ги правиме последните анализи за времето и висината на зголемување на минималната плата со цел обезбедување достоинствен живот на граѓаните. Освен ова, Ковачевски најави нов сет економски мерки за компаниите и граѓаните во намерата да елиминира барем дел од неизвестноста и загриженоста за тешката состојба. Дали граѓаните по ова ветување се поспокојни и дали ветеното реално го очекуваат? Ништо не очекувам, само криминалот ќе се зголеми, друго ништо. Треба касата финансиска што владата да се подобре економијата, па тогај. Нити плати, нити пенсии. Ако работиме, ќе имаме, ако нема што да очекуваме. И јас мислам оти оваа влада би требало сега да се докаже. Освен граѓаните, ветувањето за помош има и за компаниите во делот за сметките за струја. Колку ваквата помош во овој момент за стопанството е важна? Помошта е сигурно необходна, но знаете се уште не треба да го видиме предлогот на законот како ќе бидат критериумите кои ќе добие. Се разбира дека најважно е да добијат оние компании кај кои честото на електрична енергија во трошоците на компанијата е во поголем процент. Така да бидејќи цените на струјата на оние компании кои се на слободниот пазар од нова година наму се поголеми за 3 до 5 пати повеќе него оние цени што плаќаме минатата година. Што на крај ќе се случи и дали кога ќе има помош во овој момент е неизвестно. Но од опозицијската ВМРО ДПМНЕ на изјавите на Ковачевски одговорија експресно. Апсолутно не очекувам дека ќе бидат исполнети ветувањата, затоа што од оно што го гледаме дека останува истата екипа во делот на економијата. Економијата е една од послабите точки на оваа влада покрај корупцијата и криминалот кој што ги имаме. Проблемите во енергетиката ќе останат, а она што планираат да го направат без анализа, зголемување на минималната плата, без да ги консултираат работодавачите и без да има зголемување на продуктивноста на трудот, нема да ги даде очекуваните резултати. Тоа е моја лично размислување.